се дружиме одавна и кога одам низ Карпош 4, ги гледам сите овие тротоари, паркинзи, патеки и така натаму, и можам одговорно да ви кажам дека секоја овде наместена коцка, а ги има милиарди, од првата до последната е наместена од мене. Секој тротоар, секој рабник, секој квадратен метар асфалт. Ни остана уште 3 фумбузев да ја пробиеме и завршуваме со сите улици во Карпош 4. И ни остануваат потоа паркинзите пред сите згради, зашто сметавме дека на паркинзите се вози 10 км на час, да завршиме прво со други места каде што немаме воопшто асфалт и повторно ќе се вратиме и ќе се вратиме овде во Карпош 4 и паркинзите, сите паркинзи и пред руски згради и пред овие деветкатниците што ни се и на Вич и по улицата Партизанска да ги реконструираме и со тоа имаме комплетно нова населба. Можете ли да замислите како ќе изгледаше Карпош 4 ако денеска ги немавме овие 850 паркинг места? Само по Никола Парапунов направивме 176 паркинг места, 74 по Вич. Овде по Разловешко воштание е негде околу 130 паркинг места. Волгоградска има негде околу 160. Натаму Невеска, Воденска, Соле Стојчев и така натаму. Значи, сегде каде што можевме, направивме паркинг места и дадовме од училишниот двор цели 6 и кусур метра, за да можете вие да имате доволно простор да ги паркирате вашите возила. Сме биле најмалку 5 години пред времето во кое што живеевме. Го реконструиравме училиштето од темел. Сега ја реконструиравме и градинката Орце Николов. Ме критикуваа зошто дневниот центар сме го дале под кирија. Па го дадовме под кирија зашто имаме повеќе простор. И сега училиштето си инкасира секој месец по 2700 евра. Тие пари не ги однесовме дома, туку ете ги кај вашите деца. Имаат најсовремена компјутерска училница што ја нема никаде во Македонија. Имаме најсовремена аудиовизуелна училница со смарт табла, со можности за предавање, со интернет предавања и со се оно што е потребно за еден современ начин на водење на настава во едно училиште. Заменети завеси, тоалети реконструирани, кровови сменето, комплетно ново училиште имаме, почитувани пријатели. И кога ги гледаме сите овие резултати, што смислија нашите политички непријатели? Ни смислија дека ќе ви правиме тамо каде што имате зеленило, ќе сме ви правеле згради. Далеку од умот, буквално го спобудалеа народот во Карпош 4, па организираа и референдуми да го лажат народот, да го мъкнат онаму горе кај што е Општинската изборна комисија, да оди да подпишува, но очигледно дека граѓаните на Карпош 4 не наседнаа на тие лаги. Нити сме имале намера, нити на памет некого му паја било што да вцртува во Карпош 4 од улицата Партизанска до Илинденска, од Никола Парапунов до Љубљанска. Тоа беа лаги и ништо друго. И почитувани пријатели, тие наши политички непријатели, замислете да не сум ја што би збореле во оваа изборна кампања. Веројатно ќе молчат за навек, зашто не знаат што друго да кажат, освен да плукаат, како што тоа го прават во изминативе 4,5 години. Но, ние овде нема да застанеме. Продолжуваме со нашата работа. Како што направивме со овие фасади. Значи, 8 фасади ни беа предвидени на руските згради и 3 телепотици ќе си ги довршиме. Имаме една зграда со која што имаме судски спор со изведувачот и се ќе се биде како што треба и продолжуваме и натаму да ги реконструираме фасадите, да менуваме кровови, сегде онаму каде што има потреба да се замени лифтот, ги повикувам граѓаните да учествуваат со дел од своите средства, а 35%, а 65% ќе дава општината. Натаму ќе продолжиме со бесплатните ужинки, ќе продолжиме со бесплатните екскурзии, со стипендии за основците, а од наредната година веќе ќе даваме и за средношколците кои што завршиле овде во општина Карпош, затоа што откако ќе завршат основно училиште, веќе никој за нив не се грижи како што тоа се грижела општина Карпош. Не ги даваме нашите талентирани ученици било во спорт, било во кој дел од
образованието и натаму ќе ги поддржуваме. Почитувани пријатели, имавме планирано прекрасен парк долж улицата Партизанска. Да ги замениме оние бекатон коцки кои што сме ги поставили уште во 2002 година, јас ги поставив, да ги замениме со нови, истите онакви како што се на плоштадот Делфина или како што се во овој прекрасен парк наспроти студентскиот дом Гоце Делчев, и тамо да заврши со едно прекрасно детско игралиште на кој што ќе има прекрасен брод. Меѓутоа, оние што ги лажеа цело време луѓето, успеаат да ги лажат и во тој дел, и ние навистина немаме намера да се конфронтираме со своите сограѓани. Тие ќе можат да видат дека ние работиме само за доброто на граѓаните и сакаме на нашите најмлади жители овде во Карпош 4 да им направиме повеќе убави катчиња каде што ќе можат да се дружат со своите другари, и не само тие со своите другари, туку и нивните родители меѓу себе да се гледаат и да се дружат. Само таков Карпош ние сакаме и натаму да го градиме. Почитувани пријатели, одиме напред. Гарантирам, 2021 година во Карпош веќе сите фасади ќе бидат енергетски ефикасни. Гарантирам дека веќе нема да има кров во Карпош кој што е азбесен. Гарантирам исто така дека, почитувани пријатели, сите проблеми што сме ги имале со фекални атмосферски канализации ќе бидат зад нас. Сето тоа ќе биде завршено во наредниот 4-годишен мандат. Најголем дел од тоа ние веќе сме го завршиле. Следната работа, гарантирам дека веќе со сметот нема да имаме вакви проблеми како што досега ги имаме, затоа што сите контейнери ќе ги ставиме под земја, ќе има автоматики со кои што, значи, само ќе може комунална хигиена со нив да оперира, не ќе можат собирачите на секундарни суровини да фрлаат кај ќе стигнат, и значи дека ќе се решиме од сметот и таа грда слика што има овде Карпош 4, особено за време на викендите, и не можеме и натаму да се расправаме со комунална хигиена, кога сака доаѓа да собира смет, кога не сака не доаѓа, и така натаму, како што некој вели, ние сепак ќе си го одврземе кесето, ќе издвоиме некаде околу 2,5 милиони евра пари и ќе ги ставиме сите контейнери под земја. Една од првите населби што ќе биде на ваков начин решено, тоа ќе биде токму Карпош 4, почитувани пријатели. Продолжуваме со изградба и реконструкција на паркови. За овие 8 години имаме 84.000 метри квадратни нови парковски површини во Карпош. Тоа се 8,4 хектари, или тоа се скоро 17 фудбалски игралишта. И да ве прашам, дали некаде во градот Скопје има поубави паркови од овие што се токму овде во општина Карпош? И ние 2021 година гарантирам дека ќе имаме 1 милион квадратни метри зеленило, и тоа зеленило одржано, окосено и средено, и што значи дека ќе имаме над светскиот стандард кој е 7 метри квадратни по жител, а ние ќе имаме 16 метри квадратни по жител зеленило, а тоа значи 2,3 пати повеќе во однос на светскиот стандард. И нема да застанеме тука. Ќе садиме нови дрвореди. Ќе ги поддржуваме, односно ќе даваме субвенции за сите оние кои што имаат шпорети на дрва и кои што им се постари повеќе од 20-30 години, да имаат нови шпорети по европски стандарди, сертифицирани, кои испуштаат малку газ, за да го намалиме испуштањето на гасовите во атмосферата и загадувањето не само на нашата општина, туку и на целиот град Скопје. Натаму сите оние што градат стамбени згради ќе ги задолжиме да поставуваат еколошки билборди пред своите објекти кои што произведуваат кислород за повеќе од 1000 дрва. И да знаете дека зеленилото не, туку дрвата се тие кои што го произведуваат кислородот, и затоа тие причини, значи, ќе гледаме тој дел уште подобро да ја подобриме еколошката состојба во општина Карпош. Карпош мора да биде безбеден.
Секаде каде што немаме алуминиумски врати со домофони и со електронски брави, секаде тоа со помош на општината ќе поставиме. Не може крадците оро да ни играат по спратовите. Ќе ги запреме на таков начин, а граѓаните нека си знаат и нека мислат кому добро отвараат врата. Нашите млади жители, за учениците и натаму ќе има стипендии во училиштата, ќе има бесплатни ужинки, ќе има бесплатни екскурзии, ќе има целодневна настава до четврто во сите училишта. Во градинките нема да се плаќа за учење на странски јазик и за физичко воспитување. Тоа ќе си го покрива општината. Следната работа, секој млад човек кој што наполнил 18 години во 2016-2017, општината ќе му плати за прва помош, полагање, за лекарски преглед и за обука за возачка дозвола. Тоа е една поддршка, затоа што знаеме дека во многу фирми услов за вработување е и положена возачка дозвола. Собираат баби и дедовци да ги частат внуците кои ќе наполнат 18 години, а и нема поголема радост за еден тинеџер кога ќе ја земе возачката дозвола во своите раце, исто онака како што јас сум се радувал и го памтам денот 13 беше март 79 година кога јас положив за возачка дозвола. Натаму, почитувани пријатели на нашите млади брачни парови, позади Зајчеврит и во делот на касарната Илинден ќе испарцелисаме плацеви од 150 до 200 метри квадратни, ќе имаме типски куќички од 40, од 65 и 80 метри квадратни, каде што ќе можат да изградат дом за себе по цена од 350 евра по метар квадратен, затоа што земјиштето ќе биде без пари, ние нема да го наплакеме земјиштето, ниту па комуналиите, а инфраструктурата ќе ја направи општина Карпош, што значи дека таа производна цена од 350 евра е сосема реална и имаме веќе две згради кои што нема да го продаваме земјиштето, туку ќе го дадеме на инвеститори кои што ќе изградат станови кои што нема да бидат поскапи од 550 до 600 евра, затоа што земјиштето ќе им го дадеме без пари и затоа што ќе го ослободиме од комунали, за да за млади брачни парови обезбедат ефтини станови и тоа ќе биде главната поддршка на локалната самоуправа за нашите млади брачни парови. Морам да ви кажам дека ние сето она што го предвидуваме во разни делови од општината, да градиме градинка во Бардовци, веќе сме ставиле камен темелник, да градиме градинка во Влае 2, да градиме градинка во Нерези, да изградиме градинка во Злокуќани, овде да направиме еден базен за деца, каде што секое дете од прво оделение ќе научи да плива и да може да се снаоѓа во водите. За нас е тоа многу битна работа. Едно дете од Карпош на 10 години да изгубиме, може би губиме еден иден нобеловец, академик, професор, премиер, писател, уметник. Тоа е голема загуба за општеството. Почитувани пријатели, значи со бракеот ние исто така голем проблем. Секаде онаму каде што имаме проблеми ќе поставиме платформи. Ќе поставиме платформи поготово во делот на Карпош 1, во делот на млечен ресторан. Овде кај болницата 8 септември, кога доаѓаат на прегледи и на посети, граѓаните од Карпош 3 навистина се загрозени. Исто така позади румунските кули, тука ќе поставиме платформи. Порта Влаја исто така ќе има платформи на паркингот, напред и катна гаража. И во Карпош 2 ќе правиме катна гаража, која што нема да се наплаќа паркирањето. Ке си има општината луѓе поставено, секој ќе може без пари да паркира и на тие платформи со далечински управувач, платен од општината, ќе дојде, ќе си отвори, ќе си влезе сам, или ако му дојде гостин ќе си отвори, значи да не може да доаѓаат други да им го загрозуваат животот, како што тоа досега се случува. Јас знам дека најскапиот објект во Македонија, Сити Молот, кој чини 72 милиона евра, се наоѓа овде во Карпош. Покрај добрите работи Сити Мол и во одреден дел го загрозува квалитетот на животот на моите сограѓани од Карпош 4 и делумно и од Карпош 3. Поготово оние несовесни граѓани кои што доаѓаат од надвор, а ги паркираат возилата надвор од Сити Молот. И тоа поготово страдаат овие згради кои се покрај Партизанска и зградите
на Волгоградска, па и некои овде на Разловечко Востание и така натаму. Затоа, кај зградите на улица Волгоградска, сите паркинзи ќе ги реновираме и ќе поставиме рампи со далечински управувач за станарите, за да не може да влегуваат овие што доаѓаат од надвор да ги паркираат своите возила или пак вработените во Сити Мол. Инаку сакам да знаете дека ние донесовме одлука. Секој граѓанин од Карпош 4 кој што сака во тие делови што живее близко до Сити Молот да го паркира своето возило во гаражите на Сити Мол, ние ќе платиме годишна карта и плаќаме годишна карта за 63 граѓани, односно семејства кои што своите возила ги паркираат таму. Искрен да бидам, очекував над 100 дека ќе се јават, и минатата година и ова се јавија 63. Колку се јавиле, за сите уплативме да може да имаат бесплатно паркирање, затоа што сме потполно свесни дека се загрозени од овие граѓани кои што доаѓаат во Сити Молот. Исто така трговски центар Антико, и тамо ќе поставиме платформа и ќе има далечински управувач за жителите кои што живеат тамо и за дуќанџиите. Затоа ние одиме понапред од проблемите. Ќе видиме како можеме да го разрешиме проблемот со паркирањето и кај трите лепотици. Тамо планираме наредната година да започнеме со реконструкција на нивните фасади. Ќе продолжиме до 2021 година, сите овие руски згради ќе бидат со нови фасади, армониките исто така. Ќе видиме дали ќе можеме и деветкатниците, ако не можат, ќе видиме дали што можеме, колку можеме, али мислам дека најголемиот дел веќе ќе бидат завршени до 2021 година, а тоа значи 2021 година општина Карпош ќе биде целосно енергетски ефикасна и отидена далеку пред другите општини во Република Македонија, а можеби и на Балканот. Почитувани пријатели, сум бил во Брно, во Прага, во Братислава. Сите згради се таму енергетски ефикасни, ама градоначалникот и општината не ги реконструирале. Законска обврска секој станар да си плати за реконструкција на фасадата и замена на прозорите. Кај нас знаеме дека таа работа тешко ќе оди. Ниту имаме регулатива, ниту можеме да ги оптоваруваме и онака малите буџети на нашите сограѓани. Ние одлучивме тоа да го правиме од општинскиот буџет. Досега имаме направено над 50 фасади. Полека, но сигурно ќе ги завршиме сите и никој да не љубомори зашто е оваа зграда, не е мојата. Радувај се кога е завршена таа зграда, тоа значи ќе дојде редот и на твојата. Ама лошо е кога таа не е завршена, тоа значи дека и за твојата зграда нема да дојде редот. Ете, почитувани пријатели, ние секогаш настојуваме да ги решаваме проблемите на граѓаните. И затоа доаѓаме од вас да бараме овде поддршка, за да бидеме сервис на своите граѓани. И 2013 година, кога се кандидирав, искочив да се кандидирам за да граѓаните имаат избор и за да се потрудиме на граѓаните да им дадеме вистински квалитет. И овој пат морам да кажам дека моите политички конкуренти не понудија квалитет, не понудија визија, не понудија програм. И како што ви реков претходно, ако не сум ја, не знам што би кажале на овие избори. Навистина нема што да кажат. Нити имаат програм, нити знаат што ќе прават, не дај Боже да се докопаат до власта во општина Карпош. 40% од програмата што ја напишале, ние веќе тоа сме го завршиле или веќе е во тек на завршување. Например, пишуваат дека во Бардовци ќе правеле градинка. Ние пред месец дена камен темелник ставиме, тамо мајстори работат на големо. Велат дека ќе реконструирале градинката во Влае, а таа е реконструирана пред 3 години. Или дека ќе го реконструира спортскиот центар во Влае, а тамо ред се чека, нашите деца од Влае не може да дојдат на ред ради тревнатите површини што сме ги направиле, вештачката трева, кошаркарското игралиште и така натаму. Впрочем, и го видовте овде на овие билборди. Натаму, почитувани пријатели, вели дека улица Франц Прешен ќе ги реконструирал тротоарите, ние со коцки донесени од Загреб, со истите оние коцки со кои е реконструирана и Сплитската рива, со тие коцки и рабници ги правиме, правиме улицата Франц Прешен во Влае, а тој вели ќе реконструирал Франц Прешен, или вели дека ќе ги заменувал азбестните кровови, а ние веќе скоро 100 граѓани од општина Карпош им поделивме лим, или дека ќе
ќе правеле екипи кои што ќе оделе кај стари изнемоштени лица и ќе им помагале, а таа работа кај нас функционира повеќе од 5 години. Раководител е господјата Гордана Зафировска, која што наши луѓе, социјални работници, одат во домовите на стари изнемоштени лица, им купуваат намирници, им купуваат лекови и други проблеми кои што имаат со тие луѓе, секојдневно ги посетуваат во нивните домови. Сакам да кажам и да ги повикам да не се мачат. Сигурно, со сигурност може да им се оствари програмата само ако гласат за Стефче Јакимовски. Очигледно дека нити ја разбираат оваа материја, нити знаат кај се наоѓаат, нити знаат зошто ја бараат власта во општина Карпош, а и што тој не разбира и не е чудно. Прв пат се јавува и млад ја џамија е. Ама не ми е јасно како може тие советници што ни беа 4 години, па некои дури и вработени во општина Карпош, пензија зема од општина Карпош, да не им ги кажат овие основни работи, да не им кажат во програмата дека не е Козле, туку е урбана заедница Пецо Божиновски Кочо и урбана заедница Кузма Насифовски Питу. Да не им кажат дека не е Влае, туку е Влае 1 и Влае 2. Не ги знаат ни местните заедници, ни урбаните заедници, а барат подршка од граѓаните на општина Карпош. Јас, почитувани граѓани, нема сокаче кој не го знам. Нема дупка која што не знам овде на Соле Стојчев, кај имаме дупка, на кој паркинг, што треба да пробиеме и што треба да направиме. За тоа сум биран. Нема сијалица која што не знам, денеска одиме тамо во спроти Веро и еден господин вели сијалици тука немало и така натаму. Не е точно, му викам, овие ги гледаш со округлите топки, тие се поставени од мене во 2002 година, а ги гледаш овие другите, тие се поставени во 2011 и после еден друг господин дојде, каже да, овие првите точно се поставени уште во 2002, преку веко темо ви ургиравме и така натаму и така натаму. Точно знам секоја светилка кога сум ја ставил. Преку 2500 светилки плюс сме ставиле. Веќе немаме светилка од времето на Тито, од 64 година, но немаме ни улици, веќе и асфалт од времето на Тито. Карпош 4, како што кажав, само уште Трифун Бузев ни е. Карпош 2, веќе улиците ни се целосно реновирани. Карпош 1 се веќе реновирани, оваа година Орце Николов и Никола Тесла повторно ги реновиравме, а сега таму Руџер Бошковиќ, Иван Аговски и другите, Даскал Камчев, повторно ќе ги реновираме. Владо Тасевски, веќе сите улици се реновирани, за 3 уште тендери имаме за распишување. Тафталиџе 1 овде ни останува само уште улицата Париска да ја реновираме. Тафталиџе 2 сите улици, Влае 2 сите, Влае 1, почитувани пријатели, има 12 километри улици. И сите утре ја завршуваме Франц Прешер и практично завршуваме и со Влае 1. И јас гордо ќе кажам, сите градоначалници не подценувам никого, туку напротив ги почитувам. Сите од 76 година некои се починат и нека им е лесна земја. Од 76 до денеска сите резултатите да ги видиме и јас за овие 8,5 години што сум направил за општина Карпош. Ако 1 квадрат, 1 метро должно, 1 коцка повеќе или 1 светло повеќе има ставено од мене, јас сум спремен да се повлечам од натамошната битка за градоначалник на општина Карпош. И цело ова време во кое што го збудалеа народот, зборувајќи му невистини, зборувајќи му лаги за екологијата, за наводната загаденост на Карпош и така натаму, за изсечените дрва, сме исекле само 136 дрва, а сме насадиле 10.480. Ги прозивам веќе 10 дена, еве повторно овде од Карпош 4, од зелен Карпош 4 ги прозивам. Ајде да измериме колку зеленило имаме ние овде во Карпош 4 и да видиме колку тие имаат од Рузвелтова до Плоштад, од Илиндеска горе до Водно, до вилите на Водно, со све капиштес нека го земат и пржино заедно. 1 квадрат ако имаат повеќе, јас се повлекувам од кандидатурата. 10 дена ги прозивам, уста не отвараат. Во центар зеленило не им треба. Таа политичка партија тамо не действува. Кажуваа приказни и 2013 година дека ќе се справеле со урбаната мафија и ќе ги стопирале дуповите. Погледнете ги на Водно 10-катниците што се градат, дали тоа урбаната мафија е стопирана. И што е најинтересно, што зборат во Карпош, што зборат во центар, тоа истото го зборат во Куманово. Во Карпош зборат ќе ги запреле дуповите и ќе се справеле со урбаната мафија.
Истото тоа го зборат и во центар, а Жерновски им седи у прв ред на митингот што го зборуваат. Ке се справеле со мафијата и ке ги запреле дуповите. А они ја водат општина центар, мнозинство советима. И што е најинтересно, истото тоа го зборуваат и во Куманово. Ке се справеле со мафијата и кој тоа го збори? Новиот кандидат за градоначалник, кој досега беше председател на совет, а Циц стои у прв ред на митингот и он вика ке се справиме со урбаната мафија и ке си го вратиме Куманово на народот, а Куманово е црвено од 45-та па навака. Гледате ли, почитувани пријатели, какви флоскули, какви лажги кажуваат овие виртуози на лагите, овие светски шампиони на лагите? Па може ли да замислите дека на Берово отидоа и му понудија почист воздух? А Берово има најмногу кислород по метар кубен на Балканот. И да одите Берово да го манипулирате со такви лаги. И затоа во оваа изборна кампања доаѓаат и само лажат, и само плукаат, и ништо повеќе, и не знаат што друго да им кажат на граѓаните, ниту имаат визија, ниту знаат со што граѓаните да им кажат и со што да ја побараат нивната доверба. Довербата од граѓаните се добива само ако знаете како да им ги решите нивните проблеми. Довербата од граѓаните не се добива со тоа што ќе плукате по своите против кандидати. И ова дете што го ставиле за кандидат за градоначалник, го ставиле дете и главен критериум е затоа што детето најлесно го поднесува поразот. Знаете, децата најлесно ги прележува за ушките, сипаниците, така најлесно ќе си го прележи и овој пораз. И наместо малку почит и респект, не значи ако се намирисаш, ако малку дигаш тегови и ако завршиш некое школо, дека си многу паметен, треба малку да имаш и култура. Речникот со кој се обраќа према мене, почитувани пријатели, не дај Боже да победи, со тој речник утре ќе се обраќа и према вас. Тоа е само резултат на основната култура. Одете, прашајте неговата класна што го водела, да ви каже какво дете било и каква ароганција имал додека бил и основец. Одете, прашајте ги неговите школски другари да видите за каква ароганција се работи и за каков човек кој што не ги почитувал своите другари и кој што особено не ги почитувал тие што се посиромашни и што сметал дека се помалку вредни од него. Почитувани пријатели, моите другари се со мене. Ево овде како гледам мојот пријател Илија од Кисела вода е дојден, ја и он стали колеги од факултет и каратисти, мои другари, еве го Джато овде од Влај, Јове и така натаму, од прво оделение сме заедно. Мојата учителка, за жал, почина, секогаш на мои митинзи доаѓаше. Мојата класна, секогаш и таа почина, на мои митинзи доаѓаше и се боре до последен момент, овде во 8 септември, да ја задржа, затоа што имаше мождан удар и на погреби и на се. Јас така си ги почитував моите другари, тие што ме воспитуваа во училиште и тие кои што навистина јас ги почитував. Но јас никогаш не сум бил тој напернат, но јас сум тој човек што кога некој ќе ми зборува невистина, кога некој сака да ме навредува, кога некој нема доволни аргументи, моето најсилно оружје се аргументите. А моето најсилно оружје во овие избори е повторно овој програм што и овие резултати што ги имаме зад себе. И почитувани пријатели, затоа ви велам, немојте да верувате на ова што слушате од нив. Почитувани пријатели, да веруваме на очите што кажуваат, што ние сме направиле за сите овие 4,5 години и дали заслужено во 2013 го добивме мандатот од вас или овие 4,5 години ние ги преспавме. Ние не ги преспавме овие 4,5 години. Го слушам, вели дека тешкото, лесното било до 15 од 15 ќе требал да ги засука ракавите заедно со неговиот тим. Кој му е тимот? Даска, оној Куч и една госпогица, ајде да не ја кажувам, тој е тимот што ќе го носи овде во Карпош. Тимот ли не им го знам кој им бил. И ќе ги засукал рукавите. Зашто да го чекаме 16? Ајде сега нека искочи една слика, нека ни покаже каде ги засукал рукавите. Да го видиме некаде со засукани рукави. Па тоа дете нема отидено да купи леп наутро. Па нема заковано една шајка во животот, прстите ќе се ги искрши. И сега ќе ни кажува нас приказни овде, он ќе ни го градел Карпош, ќе му го врател на граѓаните.
Јас никогаш од своите граѓани не сум избегал. Тамо сум секогаш во општината до последниот, додека не завршиме, дома нема одење. И некогаш рано наутро, како што утре Сабајле, во 6 треба да станеме и да асфалтираме улицата Влае, така се води општината, а не со приказни како што тие сакаат да ги кажуваат. И затоа, почитувани пријатели, драги карпошани, јас знам дека вие знаете да препознаете што е лага, а што е вистина. Во оваа земја дојдовме у ситуација да се боли вистината со лагата. Минатата година за малку не победи лагата. И јас сум длабоко убеден дека оваа година за многу нема да победи лагата. Ајде, почитувани пријатели, да ја дознаат вистината на 15 октомври. Да ја дознаат вистината дека сето ова што го зборува, сите овие лаги што ги кажуваа во изминатиот временски период, дека не им палат кај герганите на Карпош, и јас верувам во моите граѓани и верувам дека на 15 октомври сите заедно ќе дојдеме да славиме една голема победа, победа за општина Карпош, но и победа на вистината над лагата. Да сте ми живи и здрави, ве повикувам да гласате за бројот 12, за мене како кандидат за градоначелник. Дали сте храбри? Јас храброст да ја црпам од вашата енергија. Кога сонцето на утро се раѓа, замисли жена на звезда.